уште еден момент сакам да кажам, кога Скопје, клубот се избори како шампион тогаш. И не зема појачање, треба да се такмичи во куп шампиони. Не зема појачање мене и Душко Живковски, Скопје. И одиме на, мислам, на Лига шампиони во Дженова, Италија. Нормално знаете како е лигата, по 8 екипи на едната страна и 8 две групи по 8. Се борат и после во Final Four 4. Одиме ние во Дженова, Италија. 8 екипи таму, прво коло со Атлас од Грција. Борба по борба ги победуваме. А ние како аутсайдери отидовме таму. Аутсайдери, знаете што се почетници. И првата со Атлас победуваме 12-8. Втората ние со унгарците. Тука со унгарците загубивме тесно. Значи ни останува туше 6 екипи. Одиме со чесите. Ги победуваме чесите исто така 12. Тесно. Доаѓаат французите. Французите исто борба по борба кој кексира, но ни беше најважно од малите категории да фатиме доле. Едно-две. Да. А горе сигурни не рачунаше јас, Шабан Сиди и Душко Живковски, тешкашот. Или Назми Али, и он се бореше. Мислам Шишков, знаете кој е. И Мемеди, Абдула. И таква е, мислам, екипа. Идеме постепено, тоа ни не осоколи. Сега доаѓаат. Значи идеме... Сега французите ги минавте или? Да, ги елиминиравме. Швајцарците и последната... Италија. Со Италија. Одлучува кој ќе иде даје. Тука има, значи сме се избориле како екипа. И ден денеска им честитам на сите кои бевме. Значи, не се сеќаваме, али јас, Шабан Сиди, Назми Али, Душко Живковски, Абдула Мемеди и покојниот Велович, и не знам уште да не грешам двајца, али сакам да кажам, тоа беше дерби, салата полна, урлање, дека мислат ќе не победат. И вие? И ние, посебно, мојата борба беше, јас ќе го фрлам 2 поена, он ќе ми земе еден поен, се радој публика, мисли, кој знае што направил, разбираш. Тоа беше, за поенот, да? Беше така, 2 по 2, 2-1, 2-1, 10-5, ја го победи. И така, ни беше Шабан ни беше сигурен горе, и италијаните ги победиме, успеавме да влеземе во Final Four. Знаете, тоа е, значи, моментално 4-ти у Европа. Голем успех. И понатака требаше да одиме за Махачкала на Final Four. Јас не отидов и не знам Скопје што направи. Да, Махачкала тоа во тогашниот Советски сојуз во Дагестан, потаму после доаѓа борачите кај нас, Моги Ибрагимов е од таму. Таму се сите. Од Махачкала. Така, да кажам. Тоа беа интересни времења тогаш и ти го спомена Абдула Мемети, да кажам за него дека тој беше и олимпиец. Потоа настапи на Олимпијадата во Москва, ако се сеќаваш, Абдула, со Коце Ефремов, Шабан Киро, и уште нешто може да... добра екипа. Да. Ти продолжува со својата кариера, имаш еден настап на светско првенство, ми се чини во Истанбул беше тоа светско, или кај беше? Да, во Истанбул. Светско Тамо, пред да тргнеш, малку беше осоколен, мислеше ке се пласираш подобро нешто таму, да им докажеш дека еве си квалитет, дека имаш аспирации за Олимпијада, меѓутоа, што се случи? Прво имав аспирации, зашто овде имавме пријателска со Монголија. Со Монголија. Монголија беше силна, Оидов се бореше. Јас се борев со Оидов. Оидов се борев, и тоа нерешено. Еве, постои... А тој беше светски шампион и олимписки се. Таму поново во иста категорија се наоѓаме. Ја прво коло со него поново. Борба. И ти си имал среќа со ждепка. Ждепката, прво коло, па така, многу килажа кинев и јас таму, 62 кила. Киро Ристов беше на 60, двајца да бевме. И јас загубив, и второто коло
значи тесно изгубив од кој стана светски првак тогаш, Уидов. Второто коло од американецот загубив, исто тесно и тоа беше мојата. И на крајот кој беше? 15-ти таму. 15-ти тоа, за жал, али тоа... Значи имаш 9-то место на Европско првенство, 15-то на светско. Со малку подобра ждрепка можеше да скокнеш и погоре. Спортска среќа ако немаш и... Види, јас се повредив на 2 европски првенства, пред да тргнам, последниот ден, за Мадрид и за Лудвигсхафен. Што се случи тогаш? Повреда пред Мадрид, сигурен патник, што ти требало? Таков тренинг со, Бог да го прости, Киро Ристов, една контра и толка отиде. Исто така и коленото за Лудвигсхафен. Со Киро немаше лабаво и на тренинг се бореше како... Сам тогаш знам, викам, чине, сам ти одиш, што да си правим? Само отиде на Европското, Лудвигсхафен, у Германија. И така, многу е важно за и спортска среќа некојаш. Малку, арно викаат бугарите и турците, малку късмет, малку марифет, многу е битно да знаеш. За да стигнеш до резултат. Тоа е многу битно, некогаш, спортската среќа. Уште нешто од твојата кариера да ни кажеш, затоа што ти беше интересен за сите борачи, кај што ќе се појавиш и ќе рече, еве го Ацо, ајде да додадам џамџијата стигна. И често ќе застанеш пред нив и ќе ти речат, абе, џамџија, тргни се малку да гледам. Да, еве ден денеска, значи, ова што го правиме, прво сакам да честитам на клубот Лирија што го направи турнирот за Мента Салајбегу. Не покани сите, значи, Лирија, бевме, значи, и олимписки, председателот на Олимпискиот, председателот на Федерацијата и околните сите држави, старите борачи. Значи, сакам да кажам, борењето... Ја кажаа чест. Покажаа чест и сакам така да продолжат и последново што направи и Тефејус, исто и Велес за турнирот Коцев. Добро, а што мислиш за сегашниот тренд во македонското борење? Минатата година, поминатата веќе, начело на федерацијата дојде Чифлиганец, мислевме дека ќе направи нешто со оглед на она што го направи во Бучим 95-та, 6-та, кога Бучим беше европски светски првак, дојде, не мина ни една година, се повлече, отиде, толку ли е тешко да се работи во борењето? Не, кои се причини? Требаше подршка човекот. Ја му честитав не прв што се нафати на таква ситуација. И ја мислам, малку го окривија, нечесно, он ја мислам, ќе продолжи с истиот ентузијазам. Му дадовме подршка, ја мислев ќе продолжи да води борењето. Друг за сега не гледам. Па каде е излезот? Вака ли ќе тапкаме во место? Не, излезот е само старите борачи да помогнат. Тоа е факт. Ако не помогнат старите борачи, ништо не правиме. Значи, клубовите да се вржат со локалната самоуправа да преземе нешто во финансии, инаку нема ништо. Без локалната самоуправа, градоначалниците ги замолувам да имаат во обзир, ако не преземат, мислам малку некој финансии. Може да згасне... Мора да згасне борењето, еден најтрофените спортови во Македонија, кој се дичевме и дадовме многу за тој спорт. И тој спорт сега можам да захвалам на премиерот што не ги забореви врвните спортисти, додели стипендија доживотна. Пазите, тоа е многу битно за спортот. Значи, на маргините беа како шампион олимписки, знаете што значи шамансини, буштур. Тие врвните што освоено имаат, тоа е европска. Значи, имаше доблест премиерот да владата, мислам, да додели стипендија доживотна. Да, се признава минатиот труд, оставен на душекот и воопшто во другите спортови. Голема чест. Знаете што значи тоа? Добро, а што правиме со Вардар, со твојот... Вардар, почињаме нешто, мислам, имаме амбициозен председател, Далибор
Милановски, тренер имаме амбициозен, ние како управа Добро, пробаме, кажа почнаме дека све има. и Стари не- борачи има управа, не- има амбициозен Не, борачи има и бораци Што е моментално работа? не покушаваме. Многу е тешко, Зоран, сега. Младиве некако потешко се Потешко сега се определуваат одлучуват за борењето. тој спорт, али реков упорност и приклучување према локалната самоуправа, малку подршка. Прво ни треба салата и малку финансиски подршка. Тренери има да се плата. Тренери инако ништо. Ај сега вака, кога би те прашал, бидејќи имаше долг боречки стаж и настапи на многу турнири, вака да одделиш нешто посебно или некое доживување во текот на патувањето ти кажа нешто вака што посебно ти останало во сеќавање и што цел живот ќе биде во твојата меморија. Кога ќе почнеш муабет за борењето, прва работа на која што ќе се подсетиш. Па прва работа, ја мислам, одењето за Алжир со авионот. Пол авион, спортисти, не знам колку собира, и одиме ноќе. Авионот вози доле, грми. Леле, мајко, кај се, а ја стегнат, ме осети ова стюардесот. И мене ми вика, не ќе данас ми вика да падне, не бој се. И некако ме ослободи, инако ме целиот исподен живот се стегам, леле, мајко, дека на некој вибрација имаше зона на пробивање, нели кажуеше. Да. Десно, лево, а сите ја гледам, Се стегаат. се стегаат, не страв, мајко. И тоа ми беше многу страшна работа, мислам, ноќно време, спортисти. А каде си Југословенски. настапувал со најголем мерак? Дали на Јашар Догу во Турција, дека турците се ептел за борењето? Тоа не можам да го заборавам, ти викам. На секој поглед гледа некако мене да ми сврлат, ама не може, борба сум направил со тој што требаше да го победам. Последна секунда да му земеш поен, па тоа беше нешто, мислам, хорор. Да му Значи- земеш таги, тренерот, бре, што, мислам по турски да му не знам, што направи. И така ја, ми е посебна таа медаља, некако најдрага. А гледачите како Гледачите, а изреагираат? јас така слушнам, вика. Беше, значи, многу турците имаат публика навивачка. Тоа е организирано за медитеранските игри исто. Преку 60.000. Тоа е, значи, борењето е број 1 кај турците свака им час. Имаат и Ти го почувствува тоа најубаво. најубаво. И тоа и на медитеранските и на светското и на тој турнир, Јашар Догу. И така, полека, Зоране, кариерата, честно и поштено, си завршив и мислам, многу спортисти, како еден ќе го кажам, што губевме сите од тој турчин, Мехмет Цари. Изгледа многу употребуваше стимулативни средства, губевме од него само на кондиција. Кога после прашуваме, нели, кај ќе се сретнеме, каде е тој Мехмет Цари? Вика, сега толкаво му е срцето и готови е. Значи, тоа, Значи, таква кондиција не било фер, ја мислам, према нас. Да. И- Земал недозволени стимулации А за ние, да може да мислам, еве, ден денеска- А инаку многу популарен и ден денеска дури изграден е споменик тамо, не знам од кој град беше, на Мехмет Цари, а беше на Шабан против Бурса, Никист. ами ја, И и ти Шабан Ша- губевме и Киро Ристов од него. Сега ме подсети, еве, при крајот на разговорот да кажам за Шабан која стана европски првак таму, Во Бурса. Бурса, А? 1977 година, се бори со Русот. Ако победи Шабан, на поени, Сари е првак. Меѓутоа, ако победи со туш, Шабан е првак. И цела публика, што викаш, полна сала, тамо може би 10.000 No, гледачи no. имаше, сите за Шабан, 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 Шабан. Шабан победува, води и на крајот нешто стана густо, меѓутоа со еден зафат го фрла, остануваат уште 10 секунди, го тушира и публикава рипа, браво, се радуваат, меѓутоа спикерот објавува овој туш, вика,
му го донесе првото место на Шабан Сејтиев. И занеме публиката и викаат, јо Калтан Шабан. А, Јокама, Алтан е. Вика, нема злато за Шабан. Нема злато, не знаат правилата, видиш. Тоа значи е. За Сари, што го кажуваш. Мехмет Сари. Да, ми текна за него и така. Македонскиот бисер, кој беше прво струшки бисер, почна 77-та, 8-та година, ти тогаш почна да се повлекуваш. Јас се повлекував, али тоа беше меѓународно првенство на Македонија. Еве, тоа е доказ дека бев најдобар 73-та година, мислам. Да, организиравме меѓународни првенства и после се роди идејата за бисер. Ја бев, ете со тоа пехарче, како најдобар на тој турнир. Кој е тоа пехарче? Еве го, тоа е македонскиот бисер, како му се изради, ако е мало. Ако е мало, ама мило е. Баш тогаш многу... На меѓународното првенство на Македонија. Кај се одржа тоа? Во работнички салата. Дека и тоа шеташе еднаш. Да, во салата на работнички. Тогаш беше... Во салата на работнички. Во градскиот парк. Градскиот парк, сеќавам, имаше многу покането. Ја финалето, полуфиналето со Пољак Столарски. Тогаш го победив и втор бев со бугаринот загубив у финалето. Али како втор немаше друг освоено медаља, јас. И го добива пехарче. Пехар тогаш. И уште еден турнир да спомнам, Сефер Салиовски се одржа за жал 2 пати, изгасна, помедник сум на тој турнир, еве со овој. А со Сефер бевте и да, клубски колеги, репрезентативни колеги. Заедно сме биле на многу првенства, значи бевме заедно во Лозана на Европското, на Медитерански, на многу турнири. Се сеќавам во Закопане, многу силен турнир, таму освоивме па бронзени медали. Никако да мрднеш. Никако да мрдне во броза по броза, меѓу. Па еве, сребрена само, ќе ти кажам, на меѓународен турнир, Ѓорѓо Калца во Трст. Тогаш сребрен медал. Еве какво е, видите. Многу силен турнир, али финале, па со бугаринот, другото све победивме. Значи и во Трст имаш настапено тамо и... Да, Ѓорѓо Калца, еве... И мрдна тамо до второ место. До второ место тамо. Добро, беше стандарден репрезентативец на повеќе од 50 турнири, потоа балкански шампионати, медитерански првенства, европски, светски ги бранеше боите на поранешната држава, беше 5-кратен шампион. Али увек како македонци, секаде. Кој ќе каже Југославија, али од Македонија. Да. Беше шампион 5 пати во таа држава, потоа учествуваше, реков, на бројни турнири и направи една убава кариера. Потоа дојда оние другите борачи кои стигнаа повисоко до медалите од европските, од светските првенства, од олимпијадите. Тука имате и вие постарите кои пред нив го градевте борењето, заслуга за тоа што го постигна и тие. Мајсторите беа кај мене у клубот од студеничани. Ние од нив учевме, па постепено штипјани, дојдоа тренериве. И така стана конкуренција, многу имаше јаки конкуренции, затоа имаше спорт. Мислам, без конкуренција ништо, спаринг партнери. Значи, на крајот можам да заклучам дека твоја препорака е повторно да има лига, да се зајакнат без лига нема репрезентација, ништо. Без клубови. Да се селектираат најдобрите, да им се обезбедат услови за подготовки, како вие тамо секој ќе го даде максимумот, ја мислам. Останувавте долго време тамо со месеци и оттаму директно одете на надпревари. Дури и тоа вроди. Али таа база не можам да заборам, Сарај. Сега за жал немаме таква база, можеби во иднина ќе има нешто, па така и борењето. Имавме прилика, Зорене, нели да одиме во Бугарија, од Софија, Дијана, спортски центар, каде што сместени. Така, имав прилика да одиме стално и спортистот е пуштен само да мисли на спортот. Државата све му обезбедена. Негово е само тренинг и надпревари. Да.
И да го слуша тренерот, ништо друго. И затоа има спорт, свака час. Па ајде да веруваме дека и кај нас. Ја мислам, сали се направија, кај нас сега тренери, стручњаци треба. Ќе дојдат И може финанси тие малку, времења, локалната да и преземе. финанси, и И тренери, локалната да си преземе. и клубовите да се тоа е најбитно. засилат. И ти сега како го трошиш, да речам, како го мируваш, ајде времето? Сега може да кажам ја како пензионер се пензионирав, еве трета година, али за време пензионирањето, мислам последната година, работев во општина Кисела Вода. И градоначалник, знаете кој Маријан Ѓорчев. И како голем, мислам, човек, не собра сите заслужни спортисти што гравитираме на општина Кисела Вода. Јас, Јорданов Вацо, Дарко Панчев, Ристо Дарлев работи на гравитира на општината. Мути Барич, Благоја Ѓорѓиевски Буштур, Владо Богоевски, Аце Станковски, Кутиров шахистот, имењакот спортскиот новинар Костовски, Атанас Костовски. Сите не одликува, може тоа да го... Да, ќе го видат, еве, го гледаат сега во овие Значи, моменти тоа одликување гледачите. Заслужените граѓани сакам Значи, да ги... ти приширува задоволство, нормално, се сети- цени минатиот труд, се цени тоа она што си многу го направил за спортот, важна одлука. ти си представник од таа општина. Од сите спортови, значи, таква чест ни направи свака час. И Инаку со семејството, со семејството, јас сум женет среќно со сопругата Маргарита, двата сина, Горан и Петре. Едни од постапките мои не тргнаа, зошто? и не знам зашто ќе ги однесем на тренинг, Тешко им изгледаше. потешко ќе го лупнат и вика, абе, мамо дома се жал, тежок овој спорт. Нема лесет. Они сакал така одма да му легне Со некој. вика, одиме на тренинг да се разодобиме, а ние и Степани доаѓаме. Ќе го лупнат и вика, и мамо дома, тежок спорт било, не е лесен. И така, сега, со сила не можеш ништо. И мислам, се вработени двајцата, едниот ми у катастар, едниот на моето место у општина. И тоа е. Сопругата сега чека ми она да у пензија у децембар и заедно тоа да се заедно рака под рака и ќе шетаме со пензионерите. Уште сега ја шетам. Уште не пензиониран, со мене иде со пензионерите. да. На ниво на Кисела Вода и Пинтија. Значи може да се каже дека имаш убави спортски години зад себе ти убави и и од како спорт. прекина повторно беше со борачите што се веде канет сум цел секаде. живот. Да? Со сите клубови, знаете дека јас бев и сојузен судија по борењето и Да. па идам ме канат секаде одам. Уште судиш. Уште помам, ако не бодовен барем, така ли? А на македонскиот бисер судиш На македонскиот редовно или бисер сум бил на време мерење. Увек ме ставале на гонгот да водам време и на европското младинско у Радовиш. Радовиш, да. Тогаш бев мислам на мерењето време. И така мислам го сакам спортот, не можам да се откажам. За нашите гледачи на крајот да кажам, дали имаш уште нешто? Сакам да се заблагодарам. Ова што не повикуваш, многу ни значи да знаеш. Свака час ти честитам и да продолжи да се евоцираме вака старите спомени. Добро, Многу ти било ми е благодарам. вака што ви причинува Многу ви благодарам. задоволство на старите Така. асови да учествувате во оваа Многу. емисија. Јас на крајот да кажам дека гостин овој пат беше Ацо Јордановски, нашиот борач од 60-тите, 70-тите години од минатиот век и како завршна информација да кажам дека има 2 бронзи од Медитеранските игри, 3 бронзи од Балканијадите и е учесник на едно европско и едно светско првенство.